Документите од Панама открија неверојатен случај. Готвиме со Фичо милионски суми потрошил на зачини за кои што нема покритие што ли ќе се случи. Гледаме продолжение. Кога динстам месо, секогаш предпочитам да биде со коска, заради тоа што вкусот кој што го очекуваме, кој што го бараме од месото што го динстаме, се наоѓа токму во коската. Денес ви правам јунешки кременадли, види колкави се бабачковци. Ако најдете говедско месо со коска, користете такво, затоа што уједењата кои што се спремаат долго време, подобро е секогаш постаро месо. У овој случај ја најдов јунешко и како такво ќе го искористам. Идеме вака. Секоја кременадла ја валкате у брашно малку само да залепи на површината. Тавата загреана, става малку маслиново, става малку путерче, и го одма почиња да се топи, не губи време. Тука ја користам мојата омилена нова камена тава која што можеш маста да ја вадиш. Путерот го чекаш да се растопи. Зачини ништо не додаваш, ништо. Не се договориле. Месо, секогаш го вртиш често, само така ќе биде добро испечено. Stone Legend тавчата за печење. До тебе му сецкаш моркови у ваква димензија. Лукчиња ги растураш, ги редиш меѓу морковите. Прва кременадла полуготова. Ја ставам врз морковите. И ужлебувам меѓу, да си најде место за дружба. Втора кременадла или утавчето на припрема. Најдов кромитчиња малецки. Ако не најдете, слободно можете да користите голем кромит, околу 2 главици. Ја најдов малечки, отприлика количината им е околу 2 главици кромит. Поголемите ги сечам на 4, помалите на половинка. И ги распоредувам. Океј, тоа е тоа. Втората кременадла иде до првата, прави друштво, убаво ја жлебуваш. Рузмарин, свеж, кинеш, го расфрлаш, рузмарин и телешко се исто као рузмарин и свинско, се обожаваат. 800 мл бујон говедски. Сипуваш. И на крај додаваш, верували или не, 180 мл црвено вино. Да све се покрива, додаваш 3 ловорови листови, брцни ги кај сакаш, као финале, халапењо пиперчиња. Ја ги обожавам, ги има по маркетиве. Ако не можете да ги најдете, додадете било какво едно пиперче што малку не љутнува. Удава топ вкус. Само расфрлајте ги било каде. Вака спремно. Иде у рерна на 200 степени, без вентилатор, околу 40 минути. Го вадиш, го покриваш со алуминиумска фолија, го буташ у рерна уште едно 2,5 сати. Не го пипаш. На крај, ако има уште малку водичка, можеш да го заеш, зашто тавче може директно да иде на рингла, го ставаш да се згусне сосот, да се изредуцира, или му ја тргаш алуминиумската фолија и го печеш уште 15 минути со вентилатор, ќе стане. Ајде, здраво живо, јас сум Фичо, ова е мој гостин, те молам добро погрижи се за него, наредните 40 на минутки. Тава на рингла загреана, секој репче го ставам малку се подпече. Јас едно 2,5 сати остарен, а месото станато боље и боље. Џабе не викаат, со годините како старе, станаш се боље и боље. Ви може со опачината од ножа, ле. Дали е добар рецептов? Е, па пази. Каква екипа имам? Злато, види. За мене остана само да што го старувам, за да го покажам и на вас. Пошто екипа е као хиени на рипма на тавата. Ме направја партали, течки. Ова, сега сум мртов сериозно. Значи, ова е пропер. Значи, ова е најдоброто динстано месо што
што можете да го направите за било кој. Соберете се екипица добра, зезанци, друштво, вицеви, мицеви, правиш вакво нешто и сепаѓу вода. И знаеш ка шта ме сам судаш. Еј, Фичо, не си нове. Како? Гледај. Овако не си јадол пред 2 минути.